Почитувани гледачи, како што најавивме на почетокот од ова издание на Вестите од регионот, гостин во студио, мој денешен гостин во Вестите на Канал Вис е Стојан Глигоров, земјоделски експерт, воедно и од Агенцијата за развој на земјоделието овдека во Струмица. Господине Глигоров, втор пат сте веќе во Вестите на Канал Вис. Зборуваме за новата објавена програма за рурален развој, кој што на располагање на земјоделците се 35 милиони евра. Нема да зборуваме целата програма, зборуваме за акценти кои што ги издвојуваме како покарактеристични. Станува збор за подигањето на новите лозови насади, како и за новите овошни насади. Што ова значи, кои се имаат право за аплицирање и до кога ќе се прави апликацијата? Така, значи, објавени се програмите за рурален развој. Меѓутоа, не само програмата за рурален развој, туку и програмата за финанска поддршка на земјоделството. Исто така, значи понатамо ќе очекуваме, значи во секој момент да тие бидат јавните повици објавени и така да можат земјоделските производители да аплицираат по истите. Едно од најбитните сега суштествени работи се и актуелни работи кои што треба земјоделските производители да внимаваат околу програмата за рурален развој мерка 121, или тоа е поточно се однесува за ново подигнати или млади овошни и лозови насади во 2017 година, и тоа за период од 1 октомври, значи од 1.10. до 31 декември или 31.12. 2017 година. Значи за овој период овие земјоделски производители кои што успеале да подигнат млади овошни насади и ја набавиле целокупната документација која што е потребна за таквата апликација, пожелно да се јават во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, да ја докомплетираме таквата документација ако се уште не ја имат припремано, значи таа има одредени документи кои што треба да ги приложат, како фактури, профактури, како плаќањата како што се извршени, значи целокупната оригинална документација, имотни листови и така натаму, одредени документи кои што треба да ги приложиме. Исто така треба да внимаваат околу површините кои што се подигнати под таквите овошни насади, млади насади, значи зборуваме, а тоа се поврќај на средствата од 50 по 50, значи поврќај на средствата од единица стебло, значи не по површина. Минималната површина за подигнати млади овошни насади е над 0,2 хектари. Значи минимум е 0,2 хектари. Секој има право, секој земјоделски производител да аплицира со обавезно извршена агрохемиска анализа. Значи таквите површини се и како и претходниот повик, значи обавезни со извршена агрохемиска анализа и отчитање на таквата агрохемиска анализа и по тој начин, значи, засадени. Друго каде што треба земјоделските производители да внимаваат, значи крајниот рок на пријавување на таа програма за млади овошни насади за 2017 година, значи се однесува за есенскиот дел за 2017 година, ќе биде до 28 февруари. Значи се однесува за овој месец. Се уште јавниот повик не е отворен, меѓутоа пожелно е да се јават земјоделските производители да тоа што не е до сега направено да можат да го направат. Дали се таквите површини имат извршено пренамена на култура, што значи од нива во овошни или во лозови насади, и тоа катастарски, дали се таквите површини по ЛПС или СИЗЕП одцртани во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, или идентификација на таквите површини, и таквите земјоделски производители треба да бидат значи евидентирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Така, спомнавте неколку нешта кои што треба да ги исполнуваат при поднесувањата на елебрањата, и пак на она прашање, како и секој пат кога станува збор за ваквиот тип на финансирање од страна на државата, дали е премногу документацијата? Не е премногу документацијата, значи кои што треба да ја набават и ја имат веќе, ние имаме веќе ситуации кои што земјоделски производители се појавуваат кај нас, значи
Меѓутоа, тие се основни работи, каде што значи се работи за фактура или начинот на плаќање кој што е површините мора да бидат идентификувани. Ако не се немат извршена идентификација на површини, тогаш нема доказ за таквите површини кои што се веќе под идентификација на земјоделските површини или се внесени во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Значи, не е крупна документацијата, не е обемна документација, меѓутоа се некои од овие документи кои што ги спомнав и други има некои, тие се споредни. Меѓутоа главните документи се однесуваат на 3 до 4 документи се сведени, кои што земјоделските производители ги поседуваат, а од друга страна се запознати и дистрибутерите на таквиот посадочен материјал. Значи, со таквата пропратна документација е обавезна од нивна страна. Значи, се однесува за фитосертификат, здравствената состојба над посадочниот материјал, декларација и така натаму, кој што мора да се внимава во текот на продажбата, меѓутоа и во текот на сеидбата од страна земјоделските производители. Така, кажавме дека објавена новата програма, има 35 милиони евра веќе на располагање. Можеме ли начално да ги лоцираме каде ќе бидат распределени овие пари? Како и општо, значи, овие средства има широка палета на распределба, значи е внимавано во секоја ставка да влезат таквите средства. Така, и помош еден вид. Помош еден вид на земјоделските производители. Тоа значи како спаѓа, значи тука растителното производство, спаѓаат сточарството производство, модернизацијата над механизацијата и средствата кои што се потребни на земјоделските производители за квалитетна обработка. Значи, понатаму преработките спаѓаат како млеко и млечни производи, месо и месни производи, спаѓаат тука сточарството е офатено, како што се работи за наши автохтони сорти, така и за педигрирани сорти на стока. Да, тука се повторно и овошните насади. Овошните насади исто така, лозовите насади исто така се офатени, како за подигање, како што спомнавме за млади, меѓутоа се спомнати во програмата, значи и во директните плаќања, пак понато мощно одржување на таквите насади во текот на годината. Така, но земјоделците имаат рок до септември некаде. Ке имаат простор. Значи, овие земјоделски производители, да споменем и тоа, овие земјоделски производители, земјоделски стопанства, кои што ќе ги обават или подигнат младите овошни насади и лозови насади, кои што морам да споменам, има за разлика од поранешните години, доста поголем интерес. Се појавува ситуација каде што култури кои што беа засадени под градинарски култури на отворено, или поледелски култури, веќе нашите земјоделски производители се преориентираат према производството или посадување или подигање на млади овошни насади, како јаболчести, така јаткасти и коскасти овошја. Препорачувам предходно земјоделските производители да се консултираат со стручни лица за таквиот начин на подигање на овошни насади, бидејќи тие се долгогодишни култури. Тука земјоделските производители доста вложуваат средства, меѓутоа пак ќе споменам, секоја подрачје или регион кај нас или површина не се за секоја култура. Значи, неминовна е соработката со стручни лица, каде што ќе се видат, ќе се обележат тие места кои што се за тој точно наменете за тој тип на овошје. Се уште се среќаваме со собствено вложување, собствени напори да посадаме таму нешто, да и покриеме површините, меѓутоа иако во текот на наредните години ќе немаме профит од таквата работа. Затоа се неминовно таквите консултации каде што заеднички со земјоделските производители ќе ги упатиме на анализи, на почвени анализи да се извршат видување на микроклиматските услови на таквите растенија, бидејќи се среќаваме со доста појави над климатските промени кои што и те како ќе делуваат на таквите површини, посебно површини кои што се без вода за наводнување.
Така, интересна тема. Јас се надевам дека ќе имаме време до поднесувањето на барањата и повторно да ги информираме земјоделците, па и оние кои што планираат подигнување на нови лозови и овошни насади. Интересна тема начевме преориентацијата на раноградинарството во овошни насади, но како медиум стоиме на располагање да ги информираме земјоделските производители, а и со вас како земјоделски експерт да им ја понудите вашата помош. Ви благодариме многу на поканата, секогаш сме достапни и препорачуваме таквиот начин на соработка да малку се запознаат луѓето и повеќе од медиумите како и што е тоа што може да се направи. Друга една активност, ако имаме простор да споменам, дека Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството има активност која што баш управо се од денеска па натаму во Струмичкиот регион имавме едукативни средби со земјоделски производители кои што се однесуваат и се назначени како до успешно барање по програмата за рурален развој и ИПАР програмите во 2018 година. Каде што сепак работите на терен за запознавање. Производители и земјоделски стопанства поблиску се запознаат што е тоа што е потребно, зошто е потребно, како се креираат тие барања, така да поблиску малку бидат запознати, бидејќи внесувањето по електронски пат, споменаме, значи, и за претходната мерка која што споменавме, и така да поблиску се запознаат и таквата динамика ќе трае до крајот на месец април. Така, ќе бидеме се извинуваме и ние како медиум овдека да ги информираме и со ваша помош, како што кажав, а ние продолжуваме понатаму со вестите. Вам уште еднаш ви благодарам што бевте дел од вестите. Ви благодарам исто и на вас.